Енело се реални. Тоа е полесниот дел. Сега тука е потешкиот дел. Одеднаш сериозни луѓе почнуваат да ги сваќаат сериозно неидентификуваните летечки објекти. Постојат снимки и записи од објекти на небото, кои не знаеме точно што се. Не можеме да објасниме како се движеле, нивната траекторија, изјави поранешниот преседател Барак Обама за Джеймс Корден од CBS. Многумина во Конгресот се љубопитни. Исто така и овој месец Конгресот треба да добие извештај кој потекнува од работната група на Пентагон, во кој детално се детализирани нејзините истраги за неидентификувани воздушни феномени. Предпочитаниот термин за НЛО меѓу специјалистите, Канцеларијата на генералниот инспектор во Пентагон исто така го оценува владиниот пристап кон НЛО со цел да го зајакне нејзиниот мониторинг и одговор. Највисоките нивоа на американската влада се многу заинтересирани за она што е таму горе на небото. Киднапирањето од вонземјани ги открива тајните од случаите на Бети и Барни Хил и Тревис Волтон. Во најновото интервју за Talking Strange, експертот за НЛО Бен Хасен разговара за неговото откритие во Shock Docs за два белези од киднапирање од вонземјани. Киднапирањето од вонземјани, чудни експерименти, суштества со сива кожа со големи очи, произлегува првенствено од две искуства. Случајот на Бети и Барни Хил во 1961 година и на Тревис Волтон во 1975 година, кои имаат огромно влијание врз поп културата. Ова се најпознатите така наречени блиски средби од четвртиот вид. Тие се и најдобро документираните случаи според експертот за НЛО и поранешен специјален агент на FBI, Бен Хасен, и во двете откритија, во Shock Docs, киднапирањето од вонземјани, Бети и Барни Хил и киднапирањето од вонземјани на Тревис Волтон, дебатирајќи на 18 февруари на платформата за стриминг, Хансен ја шеташе публиката низ приказните и нудеше нови докази за кои верува дека ги потврдуваат тврдењата на киднапираните. Слично на тоа, како консултантски продуцент на Shock Docs, Хансен, кој исто така моментално ја снима втората сезона на UFO, Witness for Discovery Plus, му се придружи на паранормалното и поп-културно шоу на Den of Geek, Talking Strange, за да разговара за врските помеѓу двата специјални случаи. Овие ја поставија сцената за многу филмови и ТВ емисии што дојдоа потоа, вели Хансен. Тоа ги стави киднапирањето од вонземјани во јавноста и во јавната свест, заедно со како изгледа Грейси. Ништо од тоа навистина не постоело порано. Според Хилс, тие возеле доцна во ноќта во 1961 година по напуштен автопат во Њу Хемпшир, кога нивното возило било нападнато од НЛО. Тие пријавиле дека исчезнале 2 часа, а подоцна биле подложени на хипноза и секој од нив пренесувал потиснати спомени од медицински експерименти на вонземјански брод, спроведен од оние што станале познати како Грейси. Вонземјани, иако тие зборуваа за искуството на некои мали групи, приказната стана национална вест без нивна согласност, кога репортер напиша за тоа. Одеднаш парот беше ставен во центарот на вниманието. Тоа беше првата широко споделена приказна за киднапирање, вели Хансен. До тој момент имаше многу видувања и маргинални теми на луѓе кои велеа дека отишле во Венера, но и не киднапирања. Хилс беа меѓурасна двојка и вклучени во движењето за граѓански права, а Хансен забележува дека Барни не сакал да биде стигматизиран поради средбата. Тоа беше одвраќање за она што тие се обидуваа да го постигнат, вели тој. Тој веќе беше во печатот за учество во граѓанските права. Додавањето наводен киднапиран од вонземјани не помогна. Случајот беше истражуван и од проектот Сина книга, познат како Blue Book, на американските воздухопловни сили
и од цивилната истражувачка група Национален истражен комитет за воздушни феномени. И на крајот беа интервјуирани очевидци кои тврдеа дека виделе нешто чудно на небото во истото време со искуството на Хил, но понекогаш вознемирувачките снимки од сесијата за хипноза на Хил, чии делови се репродуцираат во Shock Docs, се најмоќните. Она што излегува е сурово, вели Хансен, кој смета дека сесиите се привлечни. Некои скептици сугерираат дека Бети и Барни биле под влијание на научно-фантастична серија Надворешните граници, а иронично скептиците на Тревис Волтон сугерираат дека тој бил под влијание на инцидентот на НЛО, ТВ филмот базиран на случајот Хил. Приказната на Волтон многу лабаво адаптирана во филмот Оган на небото од 1993 година. Се случи во ноември 1975 година во североисточна Аризона. Волтон, дрвосечач, патувал од работното место со 6 колеги од екипажот кога виделе НЛО како лебди блиску до земјата. Кога Волтон отишол да истражува, бил онесвестен од зрак, светлина и како што тврделе Хилс, се разбудил на вонземјански брод. Додека Волтон го немало 5 дена, неговите колеги од екипажот беа осомничени за лоша игра или убиство. Слично на Хилс, Волтон не беше некој што бара внимание, вели Хансен. Двете приказни беа насочени напред кон меѓународното внимание против волјата на инволвираните. Згора на тоа, Волтон не го смета своето искуство за киднапирање, колку за спасувачка мисија. Тој верува дека случајно бил повреден од наводниот напаѓач, а двата вида вонземјани со кои се сретнал се обидувале да го излечат. Во споредба со Хилс, Хансен вели дека Волтон имал среќа. Имаше среќа што имаше уште 6 сведоци, Бети и Барни Хил. Тоа беа само тие двајца и немаше формална истрага за спроведување на законот. Околностите кога Тревис исчезна брзо се претворија во истрага за убиство. Имате многу официјална документација што го подкрепува сето она што се случило околу исчезнувањето, враќањето, а потоа ги има сите овие сведоци. На крајот Хансен вели дека верува во нешто необично, дека се случило и со Хилс и со Волтон, иако Барни почина во 1969 година, а Бети во 2004 година. Волтон е се уште жив и е интервјуиран во Shock Doc. Понатаму Хансен добро го запознал и не верува дека неговата приказна е измама. Вистината е дека луѓето не се многу добри лажговци. Луѓето имаат тенденција да можат да лажат на почетокот, но на долг рок толку многу години поминуваат. Се распаѓаат во првите неколку месеци, внатрешни забуни во мозокот и некој излегува со доказ дека тоа е измама, но тоа не беше случај со Волтон и неговите колеги од екипажот. Хансен вели дека некои од екипажот посакувале фокусот да биде повеќе на нив, наместо на Волтон, но сепак вистинските факти на случајот никогаш не биле оспорени. Барни Хил и киднапирањето од вонземјани, Тревис Волтон, дебито на Discovery Plus, останаа како запамтени.